Најавите за импичмент го испровоцираа председателот Иванов да ги повика надлежните веднаш да ја почнат процедурата. Тој отворено му порачува на премиерот Заев преку пратениците во собранието да ја покрене постапката за утврдување на негова одговорност. Од кабинетот на Иванов реагираа на како што велат сите изнесени невистини и закани од страна на премиерот Заев. Го повикувам господинот Заев со истото двотретинско мнозинство кое е неопходно за менување на Уставот на Република Македонија веднаш да покрене постапка за утврдување на одговорност на председателот на Републиката, односно импичмент. Мојот став во однос на штетниот договор за името е конечен и останува непроменет и покрај сите искажани закани и притисоци. Реакцијата од Вила Водно доаѓа како последица на изјавите од премиерот дадени во телевизиско интервју, во кое вели дека доколку Иванов го блокира договорот со Грција, парламентарното мнозинство ќе размислува за покренување импичмент за председателот. Заявили дека ова не се закани, туку дека времето на лажење и лични калкулации завршило. Премиерот најави и можни нови така наречени преселби на пратеници од опозицијата во парламентарното мнозинство. Има желби и тоа ќе го направиме ако мораме, исклучиво за импичмент на председателот. Ако мораме. Уште од подпишувањето на договорот меѓу Димитров и Кодзијас, председателот Иванов отворено се спротистави на документот, велики дека договорот представува напуштање на досега изградените суштински државни позиции, потврдени и на последните две лидерски средби. Иванов останува на ставот дека со договорот за името се крши уставот, законите и се рушат државните институции.